Господине два прста, господине важен патриоту, од предавник градоначалник не бидува. Готови сте? Добро вечер, Неготино. Добро вечер, Дисан и Тимјаник. Добро вечер, Тремник, Војшанци, Дуброво. Добро вечер, Курија и Црвени брегови. Добро вечер, Криволак и Пепелиште. Добро вечер, драги пријатели. Паметам како вчера да беше, кога пред 8 месеци говорев на промоцијата на нашиот кандидат за градоначалник Силвана Филипова, дека 4 години од владењето на општина Неготино од страна на ДПМН се помножени со 0. И не само што тоа е една голема вистина, и не само што сите граѓани на општина Неготино го почувствуваат тоа, туку и самиот Груевски и врхушката на ДПМН удрија печат на оваа вистина. Го отфрлија актуелниот градоначалник Пане Трајков од трката за уште еден мандат и потврдија дека ДПМН катастрофално ја водел општината овие 4 години. Самите признаа дека не се кадарни да водат општина. Самите признаа дека за време на нивното владење го уништија Неготино по сите основи. Го клекнаа на колена, го погребаа и сега бараат уште еден мандат. Демек актуелниот градоначалник не го обидува и ни нудат иста кварлива роба само во друго пакување. Не е само Пане Трајков крив за катастрофалното владење со Неготино овие 4 години. Ти, господине Ванчо Апостолов, му беше шеф во општинскиот комитет на Пане Трајков. Ти му ја кроеше и општинската политика. Ако мислите дека сме заборавиле, се лажете. Ванчо Апостолов беше и председател на Советот на општина Неготино, а со тоа и најодговорен, заедно со градоначалникот, за сите донесени катастрофални одлуки за иднината на Неготино. Како неспособен председател на Советот, беше сменет од мнозинството советници кои не беа само од СДСМ. И конечно, наместо да те отстрани од политиката, Груевски те направи пратеник во Собранието на Република Македонија. Знаеше дека ќе бидеш слика без тон во парламентарната сала. Знаеше дека ќе бидеш само дел од гласачката машинерија на ДПМН во парламентот, која безпоговорно ќе ги штити интересите на Груевски и фамилијата. Тоа е вистината, почитувани пријатели. Без да ги праша неготинци, дигна 2 прста за законот за амнестија на крвниците на македонскиот народ. По налог на Груевски го гласаше и Талат Джафери, командант на УЧК за министер на одбрана на Република Македонија. Токму заради ова, токму заради сето ова, господине Апостолов, на овие избори Неготино ќе те казни и ќе те прати во политичката историја каде што ти е и местото. Затоа на овие избори ДПМН ќе си оди од Неготино. Почитувани пријатели, темелите на модерно Неготино ги постави Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. За време на владењето на СДСМ со општината, Неготино и населените места станаа пристојни места за живење. Време е, после ова цунами што не зафати последните 4 години, да продолжиме со развојот на општина Неготино. Врвни приоритети во нашата заедничка програма со новиот градоначалник Силвана Филипова се најгорлевите проблеми на неготинчани и населените места.
трајно решавање на проблемот со недостигот на чиста вода за пиење, економски просперитет на општина Неготино, заокружување на уличната и комуналната инфраструктура во градот и населените места. Но за програмата повеќе ќе ви говори новиот градоначалник Силвана Филипова. Јас, како носител на советничката листа на Сојузот на иднината, во име на моите колеги, новите советници, ви давам збор дека доследно и транспарентно ќе ја спроведуваме програмата на градоначалникот Силвана Филипова. Ќе нудиме и нови идеи и решенија за сите проблеми со кои секојдневно се соочуваме. Достоинствено ќе работиме во интерес на сите граѓани на општина Неготино. Затоа, почитувани пријатели, ајде сите заедно да си го вратиме Неготино назад. Да го вратиме Неготино во прегратките на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Да ја оттргнеме општината од узурпатори и предавници. Да го вратиме сјајот на старо градско Неготино. За иднината на сите нас и за иднината на нашите деца. Да живее Неготино!